како всушност треба да се однесуваме со луѓето кои што не обкружуваат надвор од црковното за заедништво. Како треба секој еден од нас кој се нарекува Христов да се однесува во секојдневниот живот, во општеството во кое што живееме. Сосема накусо би подсетил само дека минатата проповед, заклучно како што реков со 14-тиот стих, нареков дека таа втора глава во посланието на апостол Павле до Тит е златен рудник, а овие 13-14 стих, тие неколку стиха се доктринарни стихови и можевме да видиме, и јас говорев дека како да сме наишле на една златна нишка, како да сме наишле на еден златен дел, од причина што апостол Павле многу недвосмислено, многу јасно, многу експлицитно, за наша би рекол голема радост и надеж, говори за Бог, говори за Бог во ликот на Исус Христос, второто лице од Светата Троица, и говори како за Бог и Христос за нашиот Спасител. Во таа кулминација, би рекол, на таа втора глава, говорев за три многу важни нешта, за многу суштински нешта за нас како христијани, за нас како нановородени, дека Божјата благодат носи спасение, дека Божјата благодат е таа која што не поучува и не потикнува, и Божјата благодат е таа која што ни дава една сигурна, би рекол, надеж. И во еден ваков контекст говоревме исто така дека многу е важно, и ми беше и мене важно, и дури потенцирам да запомните, се говореше, нели, за благодата, се говореше за спасението, како ние можеме, нели, да го изработиме. Кажавме дека во никој случај никако, што и да правиме, нема како да го заработиме спасението. Тоа е по благодат дадено, тоа е по милоста Божја дадено, и таа е таа надеж која што упатува. Исто така говоревме за второто Христово доаѓање. Само накусо ќе, како што реков, ќе го прочитам 15-тиот стих од втората глава, како еден премин кој вели: ова зборувај и советувај и изобличувај со полна власт и никој да не те презира. Многумина говорат кои се добрите учители, кои се оние добри предавачи. И вообичаено велат дека добрите наставници, добрите учители се оние учители, се оние наставници кои имаат јасна цел, а нивната цел е секој пат покажуваат голем интерес што тоа нивните ученици научиле. И многу се загрижени за тоа што нивните ученици разбрале од тоа што они го говорат, или што тоа они го поучуват. Многумина и денеска учители гледат само да си ја сработат нивната работа, да го пренесат тоа што го научиле, без да покажат никаков интерес дали од таа страна нивните ученици, дали го разбрале тоа што го говореле, дали имаат јасна представа за што станувало збор. Во ваков еден контекст апостол Павле е многу дециден. И вели: ова зборувај го, а што тоа да го зборува, какви совети продолжува да му дава на Тит, и што тоа Тит да советува, и како тоа Тит да изобличува, и вели сето тоа да биде со твојата полна власт, и никој во таков еден контекст
да не те презира. Интересното е што ова на крајот од втората глава апостол Павле го говори, како што предмалку реков, дека видовме дека последната фраза од 14 стих завршува за добрите дела. Говоревме дека Христос е оној, Светиот Дух е оној кој што нас не прочистува од тие наши стари навики од минатиот живот, би рекол. Меѓутоа, заклучивме една многу важна, би рекол, многу важен факт, поточно би рекол, а тоа е дека добрите дела секој пат произлегуваат од нешто друго и говоревме дека и апостол Павле говори за здравото учење. И јас на крајот, да речеме, од вечерашнава проповед, ќе завршам со една ваква мисла, имајте ја на ум оваа вечер, во контекст на добрите дела. Можеме ли, и минатиот пат говоревме, сами од себе да произведеме добри дела? Можеме ли самите ние со наш труд да произведеме добри дела? Тоа го завршивме минатиот пат и кажавме дека добрите дела произлегуваат како последица на нешто друго. Добрите дела секој пат произлегуваат како последица на нешто друго. И завршивме така дека можеби апостол Павле е во некаква контрадикторност кога се говори за добрите дела во однос на Јаков, и говоревме дека добрите дела можат да бидат како последица на она што е во нас. Добрите дела можат да произлезат исклучиво од благодатта која што ја добиваме од Господ Исус Христос. Добрите дела нема како со ништо, рековме, да можеме да си го заработиме на било кој начин спасението. Во таков еден контекст, советувањето на Тит, ако имате в предвид се она што го поминавме во втората глава, повторно главниот акцент е ставен на лажните учители. Повторно имајте во предвид дека станува збор за критијаните, какви се тие, каква е нивната култура, какви се тие воопшто како народ. И во таков еден контекст видовме како апостол Павле го советува Тит околу формирањето на црквата во Крит. Видовме како апостол Павле советува како треба да бидат избрани старешините кои што ќе ја раководат црквата на чело со Тит. Видовме каква треба да биде, какви се карактеристики треба да исполнуваат тие луѓе. Видовме како треба да биде структурирана самата, внатре би рекол, самото уредување на една црква. Видовме исто така како и кои луѓе во црквата треба да бидат безкомпромисно замолчени во црквата. И во таков еден контекст, втората глава апостол Павле ја завршува и затоа вели, ова сето што и ние го разгледавме, ова постојано зборува им го. Да се држиме до она кое што може да ни изобличи. Да се држиме до она кое што може на било каков начин да го менува нашиот живот. И јас овдека во изминативе неколку месеци би рекол, секој пат кога имав некаква можност одам вонот, многу браќа ми викаа дека провоцирам и вистина е, ве прашував зошто доваѓате секоја
недела на црква? Си задавате ли таков такво едно прашање? Многу поважно, имате ли одговор зошто секоја недела доаѓате на црква? Зошто и во ова вакво минусно и вакво студено време повторно сте и оваа вечер овдека во црква? Каква е вашата цел воопшто? Имате ли некаква цел? Имате ли некаква визија за жртвата која што ја правите и доаѓате постојано, ревносно и редовно, би рекол, овдека во црква? Во ваквиот еден контекст, ова се што сме го говореле, уште повеќе на крајот на 3 глава, ќе го дадам овој одговор или текстот, или апостол Павле, или Божиото Слово, ни дава еден многу јасен одговор зошто доаѓаме на црква, зошто луѓето жртвуваат и доаѓаат во црква и каква е нивната цел. Првиот стих од 3 глава вели: напомнувај им да се покоруваат на началствата и властите, да бидат готови за секое добро дело. Продолжува апостол Павле повторно со добрите дела, меѓутоа сето ова што го кажав предмалку и кога ќе се разгледаат и првото послание на апостол Павле до Тимотеј, и јас кажав многу пати зошто го разгледуваме посланието на апостол Павле до Тит како второ, од причина да ја видиме, да ги видиме писмата во еден хронолошки ред, онака како што се запишани, за да со една единствена причина да биде по-јасно, да не дојде до некаква забуна, да не излегуваат работите нешто, да е понапред, па нешто да се враќаме наназад. Ова го говорам бидејќи во оваков еден контекст апостол Павле и Словото не воведуваат што тоа ние, како што реков и ја насловив оваа моја вечерашна беседа, треба да се однесуваме во општеството во кое што живееме. Што тоа апостол Павле го советува Тит и што Тит и овој текст значил за тогаш и таму за тие луѓе на Крит, и што тоа денеска значи за нас, кои што, милувам да кажам, оние кои што се вистински верници. Еден збор, една мала дигресија, исто и тоа многу пати велат зошто велиш вистински христијани. Ја имав една проповед која се говорев за лажните христијани. Ништо не е чудно и многу е нормално во една црква да има вистински христијани, да има луѓе кои што си мислат дека се христијани и да има луѓе кои што се лажни христијани. И тоа нема ништо спорно. Овдека што ги разгледувавме првата глава, како што реков на апостол Павле до Тимотеј, говори токму и ги разгледувавме дека за лажните христијани, за лажните учители, и тоа е многу една нормална појава која што си е имало од почетокот, рековме, на историјата на црквата. Дури јас во една прилика кажав, може би денес има многу повеќе лажни учители него што имало во први век. Напомнува им, вели апостол Павле на Тит. Подсетувај ги луѓето. Библијата многу јасно не учи како треба да се однесуваме, би рекол, кон властите. И многу е интересно оваа проповед и ова говорење моје вечерашно, што се совпадна со она што ни се случува, да речеме, изминатиот месец, со нашите власти, со нашето гласање, каков е нашиот христијански однос кон општеството, како што велам. Каков е нашиот однос кон луѓето кои што ја раководат земјата. Каков е нашиот однос, би рекол, кон целокупната власт во Република Македонија. Еве, апостол Павле и Словото многу јасно и многу децидно вели дека
да се покоруваат на началствата и на властите и да бидат готови за секое добро дело. Ако се вратиме во еден историски контекст, во еден, би рекол, политички, ако сакате и економски контекст, кога е пишувано сето ова до црквата на Крит, каде што пастор си е Тит и Павле го советува да се што да ги учи луѓето, што да ги учи луѓето во црквата. Да се покоруваат на властите и да бидат готови за секое добро дело. Многу е важно да напомнеме дека критјаните биле, можам слободно да кажам, окупирани од Римската империја 50-тите, 60-тите години пред Христос. Римската империја, ако се вратиме во тој контекст, таа воопшто, да кажам, не била, како да кажам, демократска. Дека имало демократија во овој контекст, кога пишува апостол Павле до Тит, демократијата била нула, можеме да кажеме. Власта римска на Крит била корумпирана власт, пред се, нахална би рекле, се однесувала многу бюрократски. И ако во тој контекст имаме каков народ се критјаните, секој момент може да очекувате да настане некаков конфликт. Но апостол Павле го советува Тит, овие луѓе, критјаните, да ги поучува во секој еден момент да се подчинуваат на властите и да бидат готови за секое добро дело. Интересното во овој ист контекст, кога ќе имате време, вечер или утре, добро е да ја прочитате 13-та глава од посланието на апостол Павле до римјаните. Ќе видите уште по-конкретно, ќе видите уште по-експлицитно што говори апостол Павле повторно за властите. Повеќе од половината на 13 глава, што советува апостол Павле во еден друг контекст, но заедно и исто. Како треба верните луѓе да се однесуваат кон властите. Во истиот таков контекст, во 1 Петрово, 2 глава, 13 и 15 стих, Петар да видите како и што советува, како треба повторно верните луѓе да се однесуваат кон властите. И треба да имаме во предвид овдека каде што апостол Петар советува истото, да се подчинуваат, да ги почитуваат властите. Треба да имаме предвид дека император, римскиот император си е Нерон, и ако имаме в предвид дека и апостол Павле и Петар се екзекутирани од Нерон, тогаш навистина е многу тешко овој текст да го разбереме. Од една страна многумина ќе кажат дека многу е лесно за разбирање, но идејата ми е можеме ли ние во денешни услови, затоа реков многу работи се поклопива со нас, можеме ли ние во денешни услови како верни луѓе, како христијани, да се подчинуваме и да бидеме, што се вели, покорни на власта, овдека нашата. Имаме ли ние демократска власт? Задоволни ли сме од власта? И што всушност треба да правиме како христијани? Текстот, пак ќе кажам, говори многу јасно, каде и да отворите во Библијата, дека треба да бидеме покорни, треба да бидеме добри граѓани на оваа земја во која што живееме. Пред се си има предвид, треба да си ги плаќаме сите
даноци што оваа земја ни ги бара. Треба да бидеме лојални граѓани, за кое што и говори апостол Павле. Раните христијани, може да кажам повторно во овој контекст, многу големи умови напишале најразлични размислувања, се во контекст на покорување кон властите и, како што вели апостол Павле, да произведуваме добри дела. Го нарекуваат, овде ке извадив една мисла од таткото на латинската теологија Тертулијан, вели вака: ние се молиме за безбедноста на нашите владетели, на вечниот и вистинскиот жив Бог. Ние се молиме постојано за нашите цареви. Се молиме за нивниот живот и за безбедноста на империјата. Се молиме за заштита на царскиот дом и за храбрите војски, за честни и доблесни луѓе да има во Сенатот и за мир во светот. Искрено да ви кажам, подготувајќи го овој текст, не само Тертулијан, ова што го говори апостол Павле, ова што го говори, што ви реков Петар, и римјаните што ви реков, ако прочитате, многу е тешко човек да биде подчинет, многу е тешко човек да произведува добри дела, кога се наоѓа во една ваква, би рекол, состојба. Кога имате ваква една власт, недемократска, кога имате ваков еден голем притисок врз луѓето, за мене е тешко да го разбира. Меѓутоа, Словото вели дека и во такви случаи, ако се држиме до она што го говоревме минатиот пат, кој во нас ги произведува добрите дела? Само може да кажам дека уште една позитивна нит од многуте, ние сами од себе, како што реков, не можеме да направиме ништо за да произведеме добро дело. Во крајна сметка и да се насилиме, може да направиме таква една работа. Меѓутоа, тоа ќе биде инцидентно. Добрите дела за кои што говори овдека апостол Павле, и ќе се навратам од минатата проповед за благодата. Ако сакаме да имаме трајна промена, за која што говориме, ако сакаме постојано од ден на ден да се променуваме, а тоа за нас не е предизвик, за нас е задоволство. Минатиот пат говорев и Словото велеше дека треба да имаме порив, треба да имаме поттик, треба просто да не радуват добрите дела. Треба да бидеме извор, што се вели на добри дела. За да бидеме во една таква постојана состојба, нема како и ова за кое што говори апостол Павле, не можеме да го направиме без помошта Божја. Не можеме да го направиме тоа без Светиот Дух. Сега, пред да отпочнеме со службата, разговарав нешто со Викторио и во овој контекст говорев за еден мој пријател кој во една ситуација малку и ми се подналути, бидејќи кажав да расчистиме една работа, бидејќи нема ништо кај тебе од она што говориш дека си верен човек и дека си Христов човек. Тој вели, кој си ти мене да ме осудуваш? Разговорот продолжи, викам дека не само ти многумина не прават разлика што значи да осудуваш некој, а што значи да констатираш определена работа. Ние како верни луѓе, самото слово, тоа го говорев со Викторио,
ни дава многу белези да може да се препознаваме едни со други. Словото ни дава, и како што говоре за лажните учители, има многу белези да може да се препознаат лажните учители. Во таков еден контекст го говорам сето ова, повторно да се вратам дека не можеме да имаме една вистинска и трајна промена ако промената не настанала вистински во нашите срца. Ние ќе видиме и во второто послание на апостол Павле до Тимотеј уште по-јасно и уште по-определено една доктринарна мисла има во однос токму на спасението. Во таков еден контекст, да не бидам погрешно разбран, да ја кажам и другата страна, дека ние имаме право, ако не се согласуваме со определени нешта, со оние кои што се на власт, тоа да го изразиме и тоа да го кажеме. Ако има некои нешта кои што се косат со моето верување, јас многу пати сум кажал овде кај сум говорел јавно во однос на хомосексуалноста, дека не можам да се сложам од причина што се коси со моето верување во Господ Исус Христос. Ние треба да најдеме само начин како треба да ги изразуваме нашите ставови како верни луѓе. А ќе видиме овие два стиха каков е овој однос во општеството кон општеството, и вториот стих реков ќе видиме каков е нашиот однос спрема луѓето. Во таков еден контекст и би сакал да завршам со овој прв стих, како што и започнав, треба да го имате тој контекст во кој што се наоѓа Тит и црквата на островот Крит. Во првата глава, 12 стих, Павле пишуваше и го разгледувавме, вели: критијаните се секогаш лажливци, зли зверови и мрзливи трбуси. Од тој аспект апостол Павле вели на Тит дека тие луѓе, ако навистина се нановородиле, ако навистина се веќе верни луѓе, ако навистина почнала промената во нивните срца, од натре, велиме, нели, према надвор, таквите луѓе треба да најдат други начини како и на кој начин да може да го изразат своето несогласување во една, би рекол, таква окупирана од римјаните позиција. Не треба да заборавиме дека во тек на христијанската историја, кога говоревме, најголемите и социјални и образовни промени во светот, во Англија, во Америка, се направени токму преку христијаните. Дали ние, јас може да кажам, и ова го говоревме пред можеби неколку недели, што ние како христијани можеме да допринесеме или како можеме да го менуваме нашето општество во кое што живееме. Идејата и на апостол Павле овдека е дека треба да ги почитуваме властите, дека треба да бидеме лојални граѓани и се она што сакаме да го промениме. Можеби има една тенденција, затоа реков пред неколку недели. Повторно водевме едни разговори, дали христијаните не треба да влеземе во политиката и така однатре да се обидеме да ги менуваме нештата во секој поглед. Велам во секој поглед, бидејќи и минатиот пат и многу пати сум напомнал дека
нашата, или ја велам, христијанската култура нема ништо општо со културата која што не обкружува. Христијанската култура во секој еден поглед е многу различна, затоа велам, нема ништо општо со културата околу нас. И можеби, дури во тој разговор, ја напомнав и водевме разговор дека бугарите направила еден таков чекор и се повеќе размислуваат и има се повеќе пастори и се повеќе таа група како да се зголемува, која што велат дека христијаните треба да си направат своја партија, да влезат во парламентот и однатре да се борат и однатре на еден легален начин да ги кажуваат своите ставови и на таков еден начин да го менуваат општествениот живот, би рекол. Таму, а и овдека. Вториот стих вели: никогу да не хулат, да не се караат, туку да бидат мирни и да покажуваат секаква кротост кон сите луѓе. Ако апостол Павле во овој прв стих говори како верните луѓе треба да се однесуваат во општеството и во општествениот живот, овдека е многу интересно што веднаш говори како тие луѓе треба да се однесуваат со луѓето, меѓутоа не со луѓето кои ни се од црква, не со луѓето кои што си ги нарекуваме браќа и сестри. Интересното е што вели да не хулат, да не се караат и да бидат мирни. Да не хулат во оригиналот, во грчкиот вели да не бидат клеветници, да не клеветат, да не се подсмеваат. И еден христијанин не треба да говори, вели, лоши нешта за некој позади неговиот грб. Ако бидеме уште по-конкретни, греф е да правиш таква една работа. Од една страна да се нарекуваш дека си Божјо чедо, да се нарекуваш дека си верник, да се нарекуваш дека си на новороден, да растнеш во спознавањето на верата, од ден на ден да се променуваш, нели, да стануваш образ и подобие на Христос, и позади грбот на својот брат, на својот пријател, вели овдека, хулата е тоа да клеветиш некого. Клеветењето само по себе си е штетна работа. Нема ништо добро. Ако споделам нешто од моје лично искуство, многу пати, кога ќе дојдат, да речем, кога сум имал прилика да ми кажуваат за еди кој си, секој пат сум велел, кажи ми ја целта, со која цел ми говори сега, да кажеме, за Бојан. И почнува, ама не, види, да ти кажам, Не! Секој е такво кажување позади грб, јас од моето искуство и од ова словото што го вели, има некаква цел. Ти без цел, зошто тогаш би ми говорил? Зошто тогаш би ми говорил по уште повеќе позади грбот на некој тоа, ако нема некаква цел? Треба нештата да ги говориме отворено. Имаме принцип библиски како нештата се случуваат. Интересното е, вели, да не се караат, и повторно во оригиналот грчкиот збор вели да се воздржуваме од борба. И ако земеме да позадлабочено да го гледаме и контекстот, и каде се употребува ова зборче, секој пат карањето води до борба. Нема караница која не се продлабочува кон некаква борба. И овдека е многу интересно што не случајно се кажани вака нештата. Од клеветењето па продолжува кон караниците. И минатиот пат говорев и овдека
ние како христијани, за нас е препознатливо и за секој еден би било препознатливо да бидеме миротворци. И таа е вистината. И не можеме да избегаме од таа вистина. Каков и да има проблем, јас многу пати велам, ако се пристапи со љубов, ако се пристапи со разбирање, ако се пристапи буквално како што вели со мирољубивост, нема проблем кој што не може да се надмине. Ние многу пати проблемите ни произлегуваат од различното толкување. Јас свекам. Секој си тргнува со некоја своја предисторија, секој си тргнува со некакво свое размислување, без да го има слушнато мислењето на другиот, без да го има слушнато неговиот став или каква е неговата позиција. Во таков еден контекст на крајот вели да бидат мирни, и овдека во оригиналот зборчето е да бидеш мирен, всушност да бидеш внимателен. И така започнав во овој втор стих, сите ние, би рекол, можеме и некако како да сме внимателни едни меѓу други овде во црквата. Но апостол Павле говори за нешто друго. И за нас денеска овдека. Дали сме чувствителни, дали сме внимателни надвор од заедништвото? Повторно минатиот пат говорев дека 1/3 од денот, 8 часа од денот минуваме со луѓе кои што повеќето од нас не ни се ни браќа, ни сестри. Работиме на работни места, децата учат во училиште каде што се поединци. Ако земам Јана, ако го земам Андреј, на красе сите деца, немало, колку што знам, 20 христијани во еден клас. Се поеден. Повеќето од вас, што знам кој каде работи, повеќе случаи, па сте оставени сами на себе. Дали во едни такви околности демонстрираме, како што би рекол, христијанска култура? Дали во едни такви околности сме мирољубиви? Дали во едни такви околности го отсликуваме образот и подобието Христово? Или знаеме многу пати да бидеме нетолерантни, знаеме да, што се вели, да избувнеме многу брзо, знаеме одма да бидеме нетрпеливи со луѓето кои што ги нарекуваме дека се нехристијани. Би требало да се замислиме, би требало да се запрашаме и сосема накусо би кажал дека модерната црква, би рекол. Секој пат имам предвид црквата на денешницата. Кога ќе се каже ајде да евангелизираме, се почесто се има во предвид да се собереме неколку луѓе, да излеземе во град и да говориме на луѓето човек на човек. И тоа е така, нема ништо спорно. Јас реков дека оваа теза ќе се доразвие и во второ Тимотеј. Ние сакале да си признаеме или не, и овдека што говори овој текст, ние секојдневно си евангелизираме. Дали нас ни се допаѓа или не, меѓутоа, сите што работат 8-часовно работно време, може да ја земам теки за пример, зашто другите може да ми се налутат, се шегувам. Ја и велам дека секој ден има 8 часа за евангелизирање. Може да не ти се допаѓа,
или да ти се допаѓа, вистината е таа. Луѓето 8 часа рефлекторите се усмерени кон тебе. Сите знаат дека си христијанка, сите знаат дека си протестантка и луѓето го гледаат секој неизин чекор. Ова го говорам во контекст на ова што го говори апостол Павле и Словото, и не случајно ни се говори ова. Јас знам дека овде едни меѓу други, така почнав, може да бидеме толерантни, може да бидеме миролюбиви едни кон други, но многу поважно е дали таков еден живот рефлектираме таму каде што работиме, дали таков еден живот рефлектираме меѓу нашите пријатели, меѓу нашите познати, кои што, нели, велиме, они сите се нарекуваат дека се христијани. Дали може да видат нешто поразлично од останатите луѓе? Дали може да видат таа, би рекол, миролюбивост, дали таа сочувствителност може да се види, дали може да ја видат грижата за другиот? Сето она што го демонстрираме, сето она што го нарекуваме дека е дел, дека е начин на живот како нас, кај нас христијаните. Дали сето тоа го живееме кога ќе излеземе надвор од црквата? Ке завршам, ви реков на почетокот, имајте ја мислата за добрите дела, и во таков еден контекст говорев и започнав дека можеме ли сами од себе да произведуваме добри дела? Кажав дека го видовме дека е многу тешко. Видовме дека кој е изворот на добрите дела. И тоа го реков сето за да завршам на крај дека исклучиво само Словото Божјо може да го менува нашето срце. Само Словото Божјо кое што ги менува луѓето од внатре, може сето тоа да се види на еден реален, би рекол, надворешен начин, во еден секојдневен начин. Јас, тие кои што доваѓаа на машките часови, оваа сезона, говориме за волјата Божја. Минатиот час реков дека нешто сум оставил за крајот, дека исклучиво Словото Божјо е тоа кој што ја прави нашата натрешна промена. Бидејќи, како што реков и сега, само Словото Божјо може да не променува на еден вистински и на еден траен начин од натре, а тоа да се рефлектира надвор. Дури кажав, отворив еден прашалник, кој исто реков ќе го разгледаме, можеби кон крајот на оваа сезона на машките часови. Нема ништо лошо, има една тенденција, прво да кажам дека се повеќе христијани, како да има некој надпревар, да се читаат христијански книги. Ке се сети тука кои се на машки. И тоа нема ништо лошо, некој да не ме разбере погрешно. Убаво е да се чита христијанска литература, но кажав дека со читањето на христијанската литература ние можеме само интелектуално да растеме. Христијанската литература не менува однатре. Единственото нешто што не менува однатре е Словото Божјо. Единственото нешто што прави трајна промена која се рефлектира во секојдневниот живот е Словото Божјо. И јас кажав дека тоа ќе биде како една
завршница на машките часови, извадена нормално, нели, од Словото Божјо. Да бидете благословени, да го проучувате, ќе речев да го читате, не, него да го проучувате Словото Божјо секојдневно, бидејќи Словото Божјо е тоа кое што прави трајна промена, кое што ги менува нашите срца, кое што го менува нашиот вокабулар, кое што го менува нашето размислување, кое што го менува нашиот начин на живот. Амен.